Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. На гинеколошко-акушерското оделение во гостиварската болница во тек се работите за уредување на ВИП соби за родилки. Мултимедијалниот уметник Глигор Кондовски со својата композиција е дел од регионалната музичка компилација насловено како Клавирско небо 4. Две приведувања, физички напад, пријава за измама и исчезнато лице. На гинеколошко-акушерското оделение во општата болница во Гостивар во тек се работите за уредување на ВИП соби за родилки. Во посебен дел кој ќе има чекална и рецепција се градат 4 простории кои ќе бидат еднокреветни, секоја со сопствен тоалет и услови како во хотелска соба. Изминатите години се повеќе трудници од Гостивар заминуваат на породување во некои од приватните клиники во Скопје. Најчестата причина за тој чекор се условите кои им се нудат, односно модерни и луксузни простории за престој. Во обид да ги задржи родилките, Гостиварската болница почна проект за изградба на ВИП соби. Во посебен дел, кој ќе има чекална и рецепција, се подготвуваат 4 еднокреветни простории, секоја со сопствен тоалет, опремени со фрижидер, телевизор и клима уред. Би го наброил само тоа што ние многу одавно сме го објавиле дека ќе имаме нов проект околу ВИП собите, но пандемијата малку ги спречи некои работи, а сега сме во фаза на завршување во делот во интерно и веќе работиме во гинекологија за создавање на така наречени ВИП соби или наречено хотелски смештај. Што значи тоа? Тоа значи дека ние се мачиме за да можеме да ги задржиме нашите трудници тука да раѓат, добри услови да им создаваме. Ќе се направат хотелски соби каде пациентката ќе биде сама сместена во собата со сите можни работи кои се потребни за еден хотелски смештај. Во ВИП собите родилките доколку сакаат ќе може да имаат придружба за време на престојот. Користењето на овие простории ќе се наплаќа надвор од здравствените услуги кои што се бесплатни. Во истиот дел се подготвува и соба за пациентки со посебни потреби која ќе биде соодветно опремена. Тоа е според стандардите, европските стандарди или светските стандарди, ние мораме да создаваме и соба за хендикепирани луѓе или пак луѓе кои имат посебни потреби. Таа соба ќе биде специјална соба каде што ќе имат тоалет за луѓе кои имат потреба за специјални работи. Според најавите, ВИП делот на гинекологија во Гостивар треба да биде целосно завршен и пуштен во употреба пред Нова година. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција ја информираше јавноста за моменталната епидемиолошка состојба во земјава, како и за опфатот на вакцинација против COVID-19. Епидемиолошката состојба во земјава бележи зголемување на новодиагностицираните случаи на COVID-19, почнувајќи во периодот од пред некаде 2 недели. Анализите покажуваат дека процентот на новодиагностицирани случаи и минатата во односно на претходна недела се зголемува и е зголемен некаде за 25%. Расте и R0 факторот на преносливост од близу единица 1,05 на 1,14, што е јасен индикатор дека сега ќе има промена на релативно стабилната епидемиолошка ситуација што имавме во предходниот прилично долг временски период и секогаш еден од главните индикатори оној кој прв се менува и практично R0 факторот на пренос. Во однос на инциденцата на ниво на целата држава, последните 2 недели во однос на оние предходни 14 дена, тоа на анализа која што ја прави Институтот за јавно здравје, е зголемена за 28,5%.
Во вкупно 35 градови, а во други 7 е практично непроменета или има едно одредено намалување. Ваквиот раст може да се каже дека е на некој начин и очекуван, имајќи предвид и гледајќи што се случува во земјите во регионот, каде што има огромен број на новодиагностицирани случаи, силен удар и кон болниците во смисла на зголемена потреба за хоспитализација на пациентите таму. Во Бугарија, например, речиси 5000 нови случаи во текот на вчерашниот ден со 150 починати, во Грција 8600 нови случаи, преку 50 починати, Србија 5060 починати, во Хрватска слично околу 5000 случаи, над 60 починати пациенти. Во однос на хоспитализацијата, бројот на пациенти кои што се хоспитализирани за разлика минатата недела во однос на претходна, исто така бележи раст за некаде 15%. Сега се хоспитализирани 518 пациенти после прилично долг временски период во кој што хоспитализирани беа негде 460-470 пациенти на територијата на целата држава во сите ковид центри. До крајот на оваа недела или најкасно на почетокот на следната недела ќе заврши и постапката за секвенционирање на вирусот, за да видиме со точно каков причинител, односно каква мутација, која варијација на вирусот е сега доминантна, и за тоа утро разговаравме со директорот на Институтот за јавно здравје. Во однос на вакцинацијата, до сега во државата се аплицирани над 1,6 милиони дози вакцини. Прва доза на вакцина примеле 810.000 граѓани, околу 8.000 се регистрирани и се пријавиле дека се вакцинирани во странство, а ревакцинирани над 780.000 граѓани. Трета доза на вакцина примеле околу 46.000 граѓани и околу 5.000 деца на возраст од 12 до 18 години се вакцинирани. Во однос на процентуалниот опфат, 57% од граѓаните над 40 години примеле барем една вакцина, 48% од популацијата над 18 години барем една вакцина, 46% се и ревакцинирани, а 13% од вакцинираните над 60 годишна возраст примиле трета доза на вакцина. Ако сакаме да го одредиме вкупниот опфат, онаа бројка која што проциркулира после завршениот попис, некаде 1.800.000 граѓани, околу 44% од вкупното население опфатот на вакцинација во нашата земја. За жал, во делот на вакцинација има стагнација. И тука апелирам дека граѓаните мора да се свесни дека ова е единствениот начин да се излезе од оваа криза, единствениот ефикасен метод за заштита од вирусот. Вакцини има сосем доволно, ки има и во периодот кој што следи и за редовна вакцинација и за трета доза на вакцина. Прекини го кругот, омразата не е твој стил. Вака е насловена кампањата за информирање на јавноста што денеска ја почна емисијата на ОПСЕ во Скопје и Агенцијата за млади и спорт, чија цел е младите да помогнат да се зголеми свеста за штетните ефекти на нетолеранцијата и омразата. Многу е важно младите луѓе да се растеретат од секаков вид на омраза. И навистина, како што името на кампањата, да сватат дека омразата не е нивни стил, не е ни ничиј стил. Омразата, нетолеранцијата раѓаат само зло, регрес и поделби. Ние живееме во општество кое е мозаик на мешавини. Тие мешавини се богатство, како и ретко кој од ние имаме шанса секојдневно да учиме еден од друг, да учиме од различностите и да се обединиме во сличностите. Младите дури ја имаат таа обврска да ги менуваат работите, да покаже дека може инаку да ги прекинат, да го прекинат синџир, да прекинат омразата и да ја негуваат толеранцијата. Драго ми е што можам да кажам дека во изминативе неколку години надлежните институции, предводени од владата на Република Северна Македонија, направија многу во оваа поле. Тепачките по градските автобуси на младите луѓе, средношколците, кои беа честа појава, се веќе минато.
Ништо од ова не смее да го земеме како здраво за готово, бидејќи секоја вредност, секој вложен труд, секој успех треба да се негува, треба да се напредува и секој ден да се прави све повеќе. Почитувани присутни, чест ми е во однос на голема и воедно и од голема одговорност, што заедно со мисијата на ОПСИ и Агенцијата за млади и спорт има една ваква важна задача, да подигнат свеста против омразата и нетолеранцијата и верувам дека ќе бидеме на висина на задачата. Тетовскиот мултимедијален уметник Глигор Кондовски со својата композиција е дел од регионалната музичка компилација насловена како Клавирско небо 4. Музичката компилација ја сочинуваат 16 композиции на автори од 4 земји од регионот. Со своја композиција, тетовскиот мултимедијален уметник Глигор Кондовски е дел од регионалната компилација на музика, насловена како Клавирско небо 4, која ја сочинуваат композиции во неокласичен и амбиентален стил, чиј издавач е дискографската куќа Поп Депресија од соседна Србија. Клавирско небо 4 е последното издание на конкурс што за прв пат бил објавен во 2017 година. Во предходните изданија биле опфатени композиции од свирени на пијано, а во ова издание пак композициите се изведени на повеќе инструменти. Конкурсот го видов онлайн, значи преку платформите кои што го фаќа регионот на поранешните југословенски простори, поранешни држави од поранешна Југославија и така во соработка, бидејќи јас веќе издавам за независната дискографска куќа Шарла, кој што е продуцент Давид Ангелевски, така да и тој ми го потврди конкурсот дека убаво би било да испратам композиција. Конкурсот беше објавен август месец оваа година и јас тогаш седнав и искомпонирав композицијата, испратив и така да резултатите некаде ги добив пред крај на септември, дека композицијата е примена и така тоа е конкурс кој што го фаќа регионот, значи тука се музичари, композитори кои што доаѓаат и од другите поранешни југословенски простори, од Црна Гора, од Босна, од Србија, од Хрватска, од Словенија, има и од Македонија. Што значи дека во компилацијата не сум само ја, значи постојат и композитори и други од Македонија, кои што учествуваат, кои што се одбрани на таа компилација. Регионалната музичка компилација Клавирско небо 4 е составена од 16 композиции од автори од земјите од поранешна Југославија. Компилацијата може да се слушна на музичката платформа Bandcamp, како и на YouTube каналот на издавачката куќа Поп Депресија. Во изминатово деноночие во полицискиот билтен регистрирани се 2 приведувања, физички напад, пријава за измама и исчезнато лице. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 10 часот и 30 минути во Тетовско Доброште привеле 32 годишник од ова село, осуден на 4-месечна затворска казна за кривично дело тешка кражба, а по кого била распишана домашна и меѓународна потерница. По приведувањето реализирано со судска наредба, тој спроведен е во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово за издржување на казната. Вчера вечер околу 23 часот на улица Бањешница во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 57 годишник од Гостиварска Долна Бањица, поради сомнение дека извршил кражба на неколку предмети кои биле пронајдени и одземени. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 13 часот и 55 минути, 49 годишник од Тетовско Добарце во СВР Тетово пријавил дека дента околу 9 часот неговиот малолетен син во Тетовско средно училиште, каде што учел, физички бил нападнат од друг малолетен соученик. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот.
27-годишна жителка на Тетовски Пирок, вчера во 10 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавила дека била измамена од 33-годишнико тетовско боговиње, преку чија фирма во јуни годинава нарачала и однапред платила за печка на палети, но досега не и била донесена печката, ниту и биле вратени парите, се расчистува и документира случајот. Вчера во 9 часот и 20 минути, 42-годишничка од Тетово во СВР Тетово пријавила дека од домот на тетка ѝ, каде што престојувала поради нарушени семејни односи, се оддалечила нејзината малолетна ќерка, се презимаат мерки за пронаоѓање на лицето. Фудбалската репрезентација на Македонија утре ќе одигра предпоследниот надпревар од квалификациите за светското првенство на гостински терен против Ерменија. Се спремаме одлично, има доста играчи што фалат, ама тоа не е еден изговор, идеме како и до сега во Ерменија да победиме, иако не зависи се од нас, сепак има една мала шанса и таа мала шанса ќе ја бркаме до крај. Треба да очекуваме доста борба, треба да бидеме паметни, малку што се вика и искусни, доста млада репрезентација сме. Ама треба да покажеме жар на терен, едноставно дека сакаме да победиме, пошто никад ништо не се знае, може и Романија да сгреши, така да со две победи да видиме ние тие што ќе одиме понатака. Мислам дека покажавме на овој надпревар дека можеме да играме со сите репрезентации, така да кидеме таму и ќе покажеме дека поише го сакаме тоа второ место од Ерменија и од Романија. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!